Добар ден, почитувани граѓани на општина Берово. Чекавме да се смират и искаснат катастрофалните пожари во нашата општина, кои започнаа некаде на 3 август, за да од 4 август па речиси се до 10 август, цела една недела жителите на нашата општина живеа во една агонија, гледајќи како пред нивните очи горат нивните имоти, нивната шума и молејќи се да огнената стихија не дојде до нивните домови. За тоа време, поточно на 5 август, се уште актуелниот градоначалник на општината Звонко Пекевски одржува состаноци во 19:20 часот со раководители вработени како на локално, така и на централно ниво. И сите кои се поканети и се присутни на состаноците во салата на општина Берово мислат дека се повикани со една цел – да се формира кризен штаб, бидејќи тоа му и работна обврска на градоначалникот за време на елементарни непогоди и пожар во општината, посебно што веќе беше прогласена кризна состојба во целата држава. Но на состаноците присутните добиваат промоција на Пекевски за втор мандат за градоначалник и едно единствено прашање од негова страна кој ќе го поддржи и кој активно ќе работи од присутните за време на неговата кампања. Одговорот на прашањето на Пекевски до раководителите, директорите и вработените граѓаните не ги интересира, но многу ги интересира. Како тоа наместо да се приоритет разбеснетите пожари низ Малешевијата, како и формирањето на кризен штаб и борбата со пламените јазици кои голтаа се пред нив, добивме промоција на кандидатура за втор мандат на Пекевски за градоначалник. Значи, повторно го видовме правото лице на градоначалникот. Додека граѓаните плачеа, се молеа и сами се организираа за гаснење на пожарите, неков приоритет беше собствената промоција за кандидат за градоначалник. Откако сето тоа го заврши, наредниот ден се сети дека треба и да излезе пред граѓаните, зашто ете тие всушност треба да му го дадат вториот мандат. Организира кризен штаб, започна да се слика де со пожарникарите од Словенија и Бугарија, де со пожарникарите од Австрија и со сите граѓани и пожарникари кои учествуваа во гаснењето на пожарите. И да не се чуди и прашува зошто денес. Наши херои се пожарникарите и екипите на волонтери за гаснење на нашите пожари од Словенија, од Австрија и од Бугарија и пожарникарите од разни градови на Македонија и сите граѓани кои се организираа и учествуваа со душа и од срце, само да се намали немата болка на народот пред пламените јазици и да се помогне кој со што може и колку може. Денес наши херои се и пожарникарите од нашата општина, за кои градоначалникот 4 години нема слух за нивните реални потреби и постојано се расправа со нив за исплата преку адвокати за секој нивни надоместок кој го заслужуваат. Затоа и бевме хит на социјалните мрежи во цел свет, нашето противпожарно возило, кое да беше во музеј ке имаше непроценлива вредност, но на теренот беше олтајмер и целата земјина топка виде со какви возила ние сме спремни да гасиме пожар. Може би сега и ќе му се јави на градоначалникот некој музеј за да го земат противпожарното возило, како музејски примерок, бидејќи таму му е и местото, па во замена ќе ни дадат ново, зашто и досега по некое непишено правило, поново противпожарно возило добиваме само преку донација. Симнуваме капа на хероите и големо благодарам до нив, со надеж дека градоначалникот може би ќе прочита или пак некој ќе му каже што е приоритет во ваква елементарна непогода или пожар, дали животите и имотите на граѓаните или собствената промоција за втор мандат. Ви благодарам.